денес веебав сите. Фак! Денес веебав сите. Фак! Најновот, најголемиот борец против демони на денешнината во Скопје. А овој стиховен калибар Горен Куловски постирал кај себе ова најново, најкратко толку е видеото и напишал коментар Сашо Тасевски мисли му ја. Иначе, видов уште едно нешто кај него постирано. Вика, новинари и една инфлуенсерка и пеачка. И ово вика, овој новинарот, дали Марија Луиса чита книги? Да. Кој ти е омилен автор? Па не дека читам многу книги. А добре, колку книги имаш прочитано? Па шо знам? 3. Сакаш да кажеш дека за твои 33 години само 3 книги си прочитала? Па да. Значи една книга на 10 години. Пази. Не ја знам, прв пат ја гледам оваа, сериозно, оваа вторава, исто прв пат ја гледам. Пази, позната пеачка инфлуенсерка. Океј. Со 3 прочитани книги, ја ви викам дека се во ова што гледате позади, вака надоле да не ви покажем, таму у другата соба исто толкава по улица Судор, све то нема везе. Неписмените го преземаа просторот со 3 прочитани книги. Една на 10 години. И која читаш, како ми е досадно така, си читнам некој од тие книги. Ја просто се чудам како може да состават проширане реченица со 3 прочитани книги. Шо ќе беше таа снодливост? Може и интелигенција некоја поема неам. Па ја да имам само 3 прочитани книги, ја немаше да можам проста реченица да се составам, искрено да ви кажам. Просто јас сега им се восхитувам, како можат. И после вие ќе викате зашо ги коментираме ваквите. Знаете шо? Баналноста на злото, знаете ли која започнува? Поша имам нешто малце поише од 3 книги прочитани од живот, ќе ја спомнам Хана Аренд. Типка, филозоф, кој што ги коментираше, кој што има напишано неколку книги за нацизмот, за тоа како беше возможно нацистичкиот режим, поединци во нацистичкиот режим да успеат да постигнат кај себе во глава толкава дехуманизација кај одредени народи, да можат без никаков проблем да ги ликвидираат, да им вршат геноцид, а прито ако се земе упредвид дека пред да почне Втората светска војна, биле најобични граѓани с кои што шетале кученца, шетале внуци или деца за рака у парк, со сите биле добри, со комшиите биле добри, биле солидарни, биле љубезни и одеднаш како се претвориле во такви зверови. Таа отприлика, тој феномен, Хана Аренд го нарекува баналноста на злото, кога луѓе кои што до вчера биле неприметливи во околината, одеднаш, под одредени околности, во одреден контекст, потпаѓаат по таква форма на сугестија, на колективна хипноза, да можат да извршат секаков злостор без проблем. И понапишува дека баналноста на злото, као феномен се јавува секогаш, кога мнозинството или јавноста замижуваат дури пред ситните зла што се појавуваат во нивната околина. Тоест ги преќутуваат. И дека тоа создава плодна почва за утре да се роди она исконско зло што се вика. Нешто што не можете ни да го замислите во самиот почеток, во неговиот зародиш. Докаде може да отиде? И вие се прашувате зашто мора ваквите феномени кај нас, инфлуенсерки, пеачки и други психопатологии да бидат,
Зошто треба да бидат коментирани? Тоа е зошто не треба да бидат коментирани? Зошто треба да им се фаќа сеир? Како ќе му покажеш на еден таков лик со една таква психопатологија, со една таква патолошка нарцисоидност, како ќе му покажеш дека идиот? Освен ако не му ќутиш, освен ако му се спротиставиш, освен ако не му кажеш директно очи, тебе местото не ти е у етер. Дали со 3 прочитани книги, дали со ова, дали со она, дали поради твојот примитивизам, дали поради твојата духовна дубина на поимање на парамециум, дали не треба да им се спротиставиш на сите тие новинари до курца што водат разни подкасти што главен таргет им се ваквите психопатологии да ги викну емисија затоа што знае дека презентирајќи ја, рекламирајќи ја, промовирајќи ја таа психопатологија тој или таа патолошка нарциса, ќе собере поише лајкови, ќе собере поише пари. А при тоа тие се најголеми морализатори. Они се најголеми хуманисти, филантропи, помагаат вамо, помагаат тамо, добротворно ова, добротворно она. Собираме пари за ова, собираме пари за она. И на тој начин си ја мијат совеста и се представуваат во јавноста дека се они големите морални трибуни, водачи у едно општество. Додека во етер прават промоција на најниските, најпримитивните, најпатолошките форми на живот што може да ги пронајдете во овој град или во оваа држава. Кој ти омилен автор? Уствари, ја и нема многу книги прочитано. Колку имаш? 3. На секој 10 години по една. И тоа прашање дали е точно. И вие што се прашувате зашто треба овие да бидат на тапет, секој ден ќе ги вадам на тапет. Секој ден треба да ги вадите овие на тапет. Не да ги шерувате. Не дека они ќе сватат, они лично ќе сватат. Они нема да сватат ништо. Они се ретардирани какви што се. Не можеш ти на ретардиран човек да му докажеш нешто. Можеш само да се спуштиш на негово ниво ако му докажеш. Не. Нивното етикетирање, препознавање, детекција, спрдачината со нив, сеирот фаќање со нив, е показна вежба за другите како нив, што уште не се осмелиле да истапат јавно, да ја презентираат својата глупоќа и патологија у јавност. Тие може да ги предомислиш, кој ќе видат на каков пенал се дочекани овие другиве. Може бе нив ќе можеш да ги предомислиш. Кај што уште не успеале да се аутираат, што се вика онака. Па може тој ќе размисли, ќе се реди, чека бе, не, болje нека не знае за мене каква петарда сум. Болje нека не знае никој, само овие најблискиви комшиеве тука околина, најболje никој друг да не знае. Чути да не дам гомна, ќе си седам, нема да инфлуенсирам, нема да пеам, нема да се правам паметен, нема ништо од тоа. А ние колективно, како држава, треба сите да се замислиме, вклучувајќи ги овие новинари, подкастери од курца, што се вика, што ќе се израза малце безобразно, што крив кур не разбираат, а се прави дека се големи фраери, големи интелектуални маси на медиумскиот простор. А уствари се само маси, без она интелектуални. Маси, дрвенарија, столарија, шо сакате. А до тогаш, шо да ви кажам, треба, ја мислам дека треба сите да се вадат на тапет, од прв до последен.
Па може и овие останативе во што се во медиумиве ќе сватат каква штета прават со тоа што ги промовираат ваквите патолошки личности и појави и феномени на нашето живење. Нас не ни требаат задруги овдека. Ете има у Србија, си ги покажуваат тамо своите патологии. Не море и ние тука да ги промовираме, пошто тамо ја искрено не гледам тоа задруга, мене ми праќаат вака пријатели што следат таа будалаштина. Она е, како да ви кажам, она е дна на човековото постоење. И сите тие реални шоу. Дна. Нема подоле од тоа. Тамо нема дно кое што не е пробиено од тие реални шоу. И тамо идат македонки. Македонци. И ќе се вратат овде. И овие ја подгреваат, и нашиот медиуми им го подгреваат статусот на популарни, на звезди, ако сакате. Она била влијателна со 3 прочитани книги, али била влијателна у јавноста. Со шо е влијателна? Со шо? Со тоа што ја перцепирате само како појма немам. Во една најкомерцијална, како да кажам, во најсексуален контекст, затоа што изгледа добро или затоа што затоа е влијателна. Со шо е друго влијателна? Со шо направила општеството да го направи подобро, да го направи посвесно, да го направи посовесно? Направила ли со нешто? Таквите добиваат простор на медиуми, кои што со своето делување интелектуално го кренале степенот на свест и совест кај едно општество. А ако сакате и, не ќе да морализирам, ако сакате и морално-етичките вредности. Тие треба да бидат главни на медиумите. Колку останаа вистински прави интелектуалци у држава у моментов. Што се медиумски активни, што можете да ги видите на телевизија, на дебатна емисија, на вака, на колку има? Што мислите? 0. Отворете програми, гледајте дебатни емисии у поширокиот наш регион, Словенија, Хрватска, Италија. Гледајте дебатни емисии, дури нека се политички. Ќе видите која е разликата. Дека кај нас и тие што останаа живи двајца интелектуалци големи, одамна не сум ги видел на телевизија. Одамна многу. Професори двајца. Некој од нив нормално умреа, биологијата си унапред свет, и на крај шо? Останавме држава кај што медиумски не можеш да видиш квалитетна, интелектуална, да нека филозофска, па уште помалце дебата во разни области, дали култура, уметност, појма немам, политика, социологија. Кога сте виделе кај нас последен пат квалитетна дебата на тема филозофија на социологија? Или шо и да е тамо? Кога сте виделе последен пат? Или кога сте виделе последен пат или сте посакале да... Прво нема дебата на тема филозофија на... да викнат филозофи на социјални медиуми и да направат дебатна емисија Трибина која што киде јавно. Токму за овие работи за кои што зборам. Како тоа патологијата стана главна на социјалните медиуми. Стана најпрепознатлива, најпромовирана. И после сите се чудиме зашо
зашо ваквите патолошки случаи стануваат популарни. Звезда е више голем поим, не можат никогаш да станат звезда, ама стануваат популарни. Ете така. Кој една заедница е самата себе се лишува од интелектуалци, од интелектуална дебата, од промоција на култура, културни вредности, етичко-морални норми на своите медиуми, го имате опозитот на тоа, спротивниот пол на тоа. Имате цунами од разни диагнози и патологии, на кои што не би смеело да им се дозволи да се појават у било кој медиум на било кое место. У јавен простор не би смело да им се дозволи да се појават. Ете, тоа е. Забавно од една страна, она што се вика да фаќаш сеер, да ги слушаш овие патологии, од друга страна е крајно опасно, а ви кажав зашо е крајно опасно. Затоа што промоцијата на вакви ликови создава луѓе, граѓани, создава една култура у која што исконското зло може да се роди еден ден. Баш преку таа баналност. Кога преќутно дозволуваме патологијата да го зема просторот у кој што живееме. Прво медиумскиот, а после и оној другиот. И нормално тоа може, од таа баналност може да се роди најголемото зло што во моментот никој не може да го замисли до кај може да отиде. Тоа е опасноста главна. Ајде се гледам.